Се чисти река Струмица. 24 километри се предвидени за целосно прочистување од настанатата вегетација, а втората фаза е предвидено и чистење на наносите. Активностите на терен се започнати. Веќе 20 на дена механизацијата е на терен и веќе се расчистени околу 14 километри. Па веќе се работи некаде околу 20 на дена. Очекуваме многу брзо оваа фаза да биде расчистена. UNDP ќе распише оглас, бидејќи ова се спроведува преку UNDP, многу брзо ќе распишат оглас и за дополнителни 2 км некаде помеѓу Босилово и Дабиле на таа делница и после завршувањето на овие два проекта ќе се пристапи кон скенирање на теренот, таму каде што има регулирано речно корито и после тоа ќе се пристапи кон нова фаза, односно вадење на наносот. Програмата е предвидена со цел да се намали или сведат на минимум ризик факторите од поплави. Река Струмица неколку години наназад предизвикуваше штети не само на земјоделските посеви до оштетенијето, туку и на населените места. Чистењето сепак е на прва приоритетна мерка заради тоа што СОНЕЗЕК целта е да се врати на првобитна проектирана пропусна способност на каналите што некогаш постоела, се со цел да може да се прифатат оние помали води, почести води кои што за жал во текот на изминатите години прават поплави многу често и со самото чистење на само вегетацијата и поправање на некои насипи и отстранување на наносот од некои критични делници ќе бидеме во можност ние да спречиме годишни штети во просек од околу 1.200.000 евра. Паралелно со интервенциите на терен во Струмичкиот регион се работи на расчистување на речните корита и во Пелагонија. Европската унија за овој проект одобри 7 милиони евра.